Почитувани граѓани, во текот на вчерашниот ден пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата поднесе предлог одлука за основање на анкетна комисија за утврдување на прекршувањето на законите и злоупотреби во работењето во специјалното јавно обвинителство, а врз основа на веќе потврдени одлуки на Собранието и Советот на јавни обвинители, дека Катица Јанева својата работа ја објавувала незаконито, нестручно и несовесно. Покрај огромните финансиски средства кои си ги делиле вработените во специјалното јавно обвинителство, помеѓу себе како додатоци, дневници, награди, за нас фрапантни се податоците кои дури сега излегуваат во јавноста, а се поврзани со личниот и партиски непотизам на Социјалдемократскиот сојуз внатре во специјалното јавно обвинителство. Една од главните причини за формирање на оваа анкетна комисија се партиските вработувања и непотизмот, кои што беа голема дамка на специјалното јавно обвинителство од неговото основање па се до денес. Специјалното јавно обвинителство била институција во која можело да се вработите по три основи. Прво, ако сте роднина или близок на некој од обвинителите. Второ, ако сте роднина на функционер од страна на СДСМ или добиете партиска препорака од Социјалдемократскиот сојуз. И трето, ако сте дете на судија или обвинител кој треба да добие награда за послушност кон Социјалдемократскиот сојуз или специјалното јавно обвинителство. Комисијата треба да ја утврди законитоста на постапките при вработувањето во самото обвинителство, утврдување на видливи конфликти на интереси или непотизам при вработување, како и трошењето на средствата по однос на сомнителни хонорари, дневници, додатоци и награди. Имено во изминатите години специјалното јавно обвинителство вршеше класично партизирање на своите редови со вработување на членови на Социјалдемократскиот сојуз, како внуци, братучеди и други блиски и далечни роднини на самите обвинители кои беа дел од тимот на Катица Јанева. Како класични примери за партизација и непотизам во редовите на специјалното јавно обвинителство можеме да ги истакнеме. Евтимија и Љупчо Чучурски, први братучеди на обвинителот Гаврил Бубевски. Андријана Ристоска, прва братучетка на обвинителката Ленче Ристоска. Обвинителката од ПСЈО Лиле Стефановска си го вработила своето кумашинче кој случајно е син на Игор Милев, близок соработник на Зоран Заев и член на Државната изборна комисија по предлог од Социјалдемократскиот сојуз од Радовиш. Елена Јосифовска, чија мајка Елизабета Јосифовска беше обвинител во специјалното јавно обвинителство. Владимир Миладиновски, внук на истата обвинителка Елизабета Јосифовска. Петре Бошков, вработен во специјалното јавно обвинителство како зет за прва братучетка на министерката Рената Десковска. Ѓорѓе Делиџаков од Гевгелија, внук од сестра на Катица Јанева, вработен како економски приправник. Вработена во СЈО е и девојката на Лазар Јанев, синот на Катица Јанева. Вработен беше и синот на врховната судијка Лидија Неделкова, Давид Неделков. Берниса Рахиќ, керка на директорот на затворот Шутка, Есат Рахиќ. Керка на поранешниот директор на МЕПСО, Сашо Василевски, Марија Василевска. Синот на обвинителката Мира Ангелевска од Кичево, Стојан Ангелевски. Керката на членот на Советот на јавни обвинители, Коле Штерјов, Теја Штерјова. Близок роднина на Ахмет Рушити, судија во апелација од Гостивар, Вулнет Рушити. На платниот список на СЈО е и Катерина Рамбабова, керка на кандидат за пратеник на СДСМ и керка на поранешен председател на судот во Штип Миланчо Рамбабов. Синот на судија Лазар Ристов од Неготино. Во низата семени вработувања е керката на Борис Тунџев, директор на Катастар Катерина Тунџева. Миле Трајковски, советник од редовите на СДСМ во Советот на општина Крива Паланка.
Катица Јанева признава исто така дека го вработила членот на СДСМ, Борче Боки Трајковски, лице осудено за измама кој издржало 1 година затвор. Ѓорги Камчев, кој активно учествувал во протестите во организацијата на Шарената револуција. Пане Нацев од Неготино, кој учествуваше во насилното демолирање и наградување на државните и културни објекти, е дел од вработените во специјалното јавно обвинителство. Ангажманот на Мирослав Грчев, кој од СЈО е ангажиран да изготви вештачење за случајот Космос. Катица Јанева во СЈО си го вработила и шоферот од Основниот суд во Гевгелија како свој личен шофер, а неговото име е Вили Јанев, случајно или не. Душко Димитриевски како возач во СЈО, сопруг на обвинителката Душица Димитриевска од Ојо Гостивар, чиј зет за керка е Трајче Нешковски, поранешен генерален секретар на СДММ. Ова, замислете, се само дел од партиските вработувања и од непотизмот на обвинителите во СЈО. Токму затоа, Собранието на Република Македонија е должно на македонската јавност да го обелодени до сегашното функционирање на специјалното јавно обвинителство, кое што требаше да биде пример за институција која ќе биде имуна на партизација, непотизам и беззаконие. Уште еднаш апелираме до пратеничките групи во Собранието да го поддржат предлогот за основање на анкетна комисија и заедно да помогнеме јавноста да има увид во досегашното работење на специјалното јавно обвинителство и Катица Јанева како шеф на оваа институција. Ви благодарам. Дали имате прашања? Тогаш нивното одбивање доколку не сакат да учествуваат во формирањето на анкетната комисија, дополнително остава, како да кажам, сомнеш или барем ги потврдува нашите констатации дека специјалното јавно обвинителство навистина работело незаконито и нетранспарентно. Доколку го тврдат спротивното, тогаш Социјалдемократскиот сојуз, односно моите колеги пратеници, треба да пристапат кон формирањето на анкетната комисија, за да вакви дилеми понатаму во јавноста не постојат. Немам информации, тоа си оди во тек, не можам да шпекулирам со информациите околу тоа. Ви благодарам.